Денеска православната црква ги празнува преподобниот Сисое Велики и светата маченичка Лукија. Преподобниот Сисое Велики, египјанин по род и ученик на светиот Антониј. По смртта на својот голем учител, светиот Сисое се населил во пустинската гора викана Антониева, на која порано и Антони се подвизувал. Со тешки маки над самиот себе, толку многу се смирил, што бил кроток и незлоблив како јагне. Затоа Бог му дал голема благодат, да изгонува нечисти духови и мртви да воскреснува. 60 години светиот Сисое се подвизувал во пустината и бил како извор на жива мудрост за сите монаси и миријани кои доаѓале кај него за советување. Пред смртта лицето му засветлило како сонце. Монасите стоеле околу него и се чуделе на таа појава. А кога светителот ја испуштил својата душа, целата одаја се исполнила со чуден благопријатен мирис. Се упокоил во длабока старост во 429 година. Светиот Сисое ги учел монасите. Какво и да било искушение да му се случи на човекот, тој треба да се предаде на волјата Божја и да признае дека искушението се појавило заради неговите гревови. Ако пак нешто добро се случи, треба да се кажува дека тоа се случило според Божјата промисла. Еден монах го прашал Сисоја: како ќе му угодам на Бога и како ќе се спасам? Светителот пак му одговорил: ако сакаш да му угодиш на Бога, одстапи од светот, оддели се од земјата, остави го материјалното, пристапи кон Творецот, соедини се со Бога со молитва и плач и ќе најдеш мир на овој век и на оној. Монахот го прашал Сисоја: како да се постигне смиреност? Светителот одговорил: кога некој ќе се извежба да го признае секој човек како подобар од себе, со тоа спечалува смиреност. Амон му се пожалил на Сисое како не може да ги запомни прочитаните мудри изреки за да може да ги повтори во разговор со луѓето. Светителот му одговорил: тоа не е потребно. Потребно е да се спечали чистотата на умот и да се зборува од таа чистота надевајки се на Бога. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј.
Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Светата маченичка Лукија. Во кампанија ја заробил варварскиот цар Авци. Сакал со неа да живее, но таа се спротивставила. Царот ја оставил на мира да се подвизува. Таа го обратила и царот во верата, откако преку незината молитва тој победил во војната. Најпосле, заедно со царот пострадала за Христа во Рим, околу 300-та година. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Благослови.